Драги сограѓани, почитувана јавност, Левица предлага укинување на Регулаторната комисија за енергетика и префрлување на нејзините ингеренции на Министерството за енергетика. Во овој период кога струјата повторно се поскапува и станува се појасно дека нашата енергетска сиромаштија ги окупира животите на нашите граѓани, потребно е веднаш да се реагира во законската материја. Имено енергетиката не е технократска играчка, туку енергетиката е основа за нормален и квалитетен живот за нашите граѓани. Тоа е јавен интерес од највисок ред и денес илјадници семејства живеат во енергетска сиромаштија додека цените на струјата растат. Јавните претпријатија тонат во долгови, а приватните електродистрибутери остваруваат континуирани профити. Овој систем не е случаен, туку е резултат на политички избори скриени зад маската на независноста на Регулаторната комисија за енергетика. Така нареченото независно тело, Регулаторна комисија за енергетика, со години функционира како штит за интересите на ЕВН и на сите други приватни електродистрибутери. РКЕ не служи како штит за граѓаните и невидливото политичко влијание е најопасното политичко влијание. Тоа е влијанието кога никој не одговара, а секогаш плаќаат граѓаните. Затоа предлагаме укинување на РКЕ и пренесување на низините ингеренции под Министерството за енергетика. Конечно, за да постои политичка одговорност, за да може да се повикаат на политичка одговорност нашите премиери и нашите министри, кога нашите сметки растат вртоглаво. Клучни факти што ја разобличуваат сегашната состојба, а кои треба да се нагласат, е дека континуирано ЕСМ е во загуба, додека ЕВН остварува вртоглави профити поради работата на Регулаторната комисија. Јавниот интерес се уништува, струјата постојано поскапува, затоа што ова не е слободен пазар, туку систем за прелевање на јавни пари во приватни джебови. Јавните претпријатија беа втурнати на слободниот пазар со одлука на РКЕ и наместо стабилност добивме хаос во кој приватните фирми снабдувачи профитираат, а јавните компании се ослабени, додека претпријатијата ни тонат во долгови. РКЕ овозможи ЕВН Home да биде универзален снабдувач за нашите домакинства. РКЕ дозволува паушални фактури без реално отчитување на броилата. Скалестото тарифирање е социјално праведно само ако има 100% отчитување. Се друго е казнување на сиромашните и на штедењата. Долгот на ЕСМ надминува над 200 милиони евра, како што кажавме, и уште низа одлуки на РКЕ кои одат директно по штета на джебот на граѓаните. За крај сакам сликовито да ви дадам еден пример. РКЕ воведе мрежарина од 200 денари за сите 600.000 домакинства во Република Македонија. Тоа значи дека преку оваа мрежарина на месечно ниво ЕВН добива 2.100.000 евра, кои на годишно ниво се претвараат во 25 милиони евра, што за 8 години значи дека доколку никој во Македонија не запали една сијалица, ЕВН ќе оствари добивка од 200 милиони евра, колку им требаше да го купат ЕСМ од нас. Ова се поклоните кои РКЕ им ги подарува на ЕВН. За медиумите и за јавноста ќе ви дадам еден пример за минатиот председател на РКЕ. Тоа е господинот Димитар Попов, кој претходно беше член на ВМРО ДПМН, како што Бислимовски беше член на СДСМ. Пред изборот за председател на РКЕ, Димитар Петров беше раководител на КЕЦ Ѓорче Петров во ЕВН. По завршување на мандатот на Петров во РКЕ, тој го искористи правото за апанажа од 1,5 година и потоа повторно беше вработен во ЕВН на менаџерска позиција. Прашањето е очигледно за кого работел председателот на РКЕ помеѓу неговиот ангажман во ЕВН, за кого работи денеска Бислимовски. Во крајна црта, сите инстанци на политичка одговорност треба да се вратат таму каде што политиката и е, во министерствата, во владата и во државните институции кои можат да бидат повикани на политичка одговорност. За крај сакам да искоментирам за медиумите дека Левица ќе присуствува на лидерската средба, која беше најавена за оваа недела. Сметаме дека како парламентарна партија која години и пол дена пробува
да влезе во комуникација со владиното мнозинство преку предлагање на закони, преку предлагање на консензус по некои државни прашања. Сметаме дека сега е времето да влеземе во конструктивен диалог, за да можеме да го обремениме овој процес со позитивни насоки, затоа што за нас е најбитно да се создаде демократска атмосфера за време на нашите избори и нашите барања ќе одат во таа насока. Дали имате прашање?